СДСМ и ДУИ се подготвуваат за заминување од власт и се подготвуваат амнестија за спас од криминалите кои ги сториле минативе години. Според опозицијата, ова е намерата на власта со измените на кривичниот законник, кои во собранието експресно се туркаат со европско знаменце. Вакво амнестирање, односно вакво посипување на пепел на отворена сцена на една политичка коалиција до сега било незабележително. Сосема е јасно, почитувана заменик министерка, зашто го предложуваат овој закон. Оваа амнестија која што вие сакате да ја воведете за сите оние деликти сторени во претходниве 6 години, едноставно нема да ви помине. Власта пак уверува дека измените на законот значеле европеизација на истиот. Предложените решенија, намалување на предвидените казни во член 353, како и бришењето на некои ставови, се движи во таа насока, да бидат на линија на неговиот концепт, во кој што се има направено стандардизација на критериумите за одмерување на казните. Се додаде ново дело, злоупотреба при јавните набавки. Ова мене ми личи на прејудицирана амнестија за потенцијалните сторители. Може би нивните имиња и презимиња не ги знаеме уште, меѓутоа областите каде што се случуваат овие дела, институциите, фондовите и така натамо, секој ден ги слушаме, иако веќе не можеме да ги запомниме, колешке. Се срамам што сум правничка. Според пратеникот Антонио Милошовски, ова би можело да значи амнестирање на виновните за скандалот на онкологија. Доколку поминат ваквите измени на кривичниот законник, тие кои што цела јавност очекува од онкологија да одговараат за досега најморбидниот профит и злоупотреба на службена положба и за несовесно работење во службата, ќе бидат пардонирани или ќе се соочат со помали санкции од тоа што го заслужуваат. Навистина непримерно е да се справи споредба и да се вели дека тие се во насока на евентуално амнестирање на одговорноста за евентуално одговорност за она што се случува, односно се случувало на онкологија. Целта на донесувањето на овој закон, како што се наведува во предлогот, е усогласување на кривичниот законник со меѓународните документи.